вторник 11 април, кратки вести во 12 часот. Продолжениот великденски празничен викенд се очекува да донесе зголемен број посетители во туристички Охрид. Според најавите од хотелиерите, сместувачките капацитети ќе бидат половично исполнети. Ако на ова се додаде и големиот број домашни гости, особено оние кои имаат сопствени станови во Охрид, сепак ќе имаме солидна исполнетост за најголемиот христијански празник во Охрид. Метеоролозите за викендов најавуваат променливо облачно време со можни локални врнежи од дожд. Великден и 1 мај секогаш се најава за предстојната туристичка сезона во Охрид. Да се надеваме дека ќе имаме успешна сезона исполнета со бројни гости во преубавиот Охрид. Охриѓани уште еднаш ја докажуваат својата хуманост за помош на својот 40 годишен сограѓанин Тони Крстевски од Велгошти. Тој живее во полураспадната куќа која поради долг нема струја долги години, се храни и затоплува кај соседите, а облека добива од социјалните служби и хумани луѓе. Желба ми е да најдам некоја куќа да ми излезе некоја прилика, сакам да бидам среќен, да се оженам. Но дури стамбеното прашање не се реши, не се нафаќа никој, вели Тони. Доколку сакате и можете да му помогнете на Тони, тоа може да го направите на телефонскиот број 070-299-704. Народен театар Охрид ја носи гротесната комедија во два чина несватената цивилизација од Добри Војников пред Охриѓани. Предпремиерата е закажана за утре, 12 април од 20 часот, а премиерата е еден ден подоцна во четврток, во истиот термин во Центарот за култура Григор Прличев во Охрид. Играат Горан Стојановски, Стрезо Стаматовски, Никола Тодоровски, Павел Маслов, Ивица Цонев и Филип Кипровски. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дува слаб до умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 14 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.